Струмица, Ново село, Босилово и Валандово се 4 општини од југоистокот кои ќе користат пари за изградба на инфраструктурни проекти од прераспределбата на средствата наменети за изградба на карго аеродром во Штип. Минатата недела беа доделени договорите на 23 општини. Во општина Ново село со предвидените средства ќе се гради канализационен систем во селото Сушица. Во општина Валандово предвидена е изградба на канализација и колекторски систем за село Раброво. Во општина Струмица парите ќе бидат наменети за проект на регулација на порој Светилија, а во Босилово изградба на водоводна мрежа во населеното место Гечерлија. Предвидено е да се реализираат над 90 инфраструктурни проекти во сите плански региони, за што се издвоени 49,7 милиони евра. И ова е денеска само првата фаза, следува втора фаза почетокот на јули и третата фаза некаде околу 20 јули. Градоначалникот на Струмица Коста Јаневски истакна дека изградбата на поројот Свети Илија ќе го поврзе старото со новото градско јадро. Регулацијата на Свети Илија е прва фаза од големиот капитален проект Урбан мост помеѓу стара и модерна Струмица. Општина Струмица има подготвено комплетна техничка документација која се состои од 3 фази на целиот проект. Основен проект и одобрење за уредување на поројот. Основен проект и одобрење за градење на 2 сообраќајници од двете страни на поројот и основен проект и одобрење за градење на фекален колектор. Со овој проект овозможуваме поврзување на старото со новото јадро, односно населбата со филар со касарната која ќе одговара на потребите на граѓаните наметнати од забрзаниот развој на градот во делот на касарната. Во одобрените проекти средствата ќе бидат наменети за изградба на водоводни мрежи, фекална и атмосферска канализација, реконструкција на локални патишта, до изградба на детски градинки, реконструкција на основни и средни училишта, резервоари за вода, системи за водоснабдување и останати проекти.